Во Истанбул овој месец Турција, Бугарија и Романија потпишаа договор за чистење на мини во Црното море од украинската војна. Откако неколку товарни бродови беа погодени, мините станаа зголемена закана за еден од најважните светски водени патишта за извоз на жито и енергија. Трговските бродови не можат да откријат каде има мини, бидејќи тие се полупотопени во водата, кога ќе ги откријат, можеби ќе биде доцно да се спасат. Аналитичарите велат дека отстранувањето на заканата од мините ќе биде значаен поттик за напорите на Украина за извоз на жито на светските пазари по пропаѓањето на договорот за извоз на жито со Русија, посредуван од Турција и Обединетите нации. Аналитичарите велат дека Русија му се заканува на украинскиот извоз, велејќи дека не може да ја гарантира безбедноста на бродовите, но Анкара се надева дека зголемената безбедност за украинските бродови може да биде поттик за Москва да се врати на договорот за жито со Украина. Се надевам дека е многу корисно за украинската страна да го извезе своето жито. Се сеќавате дека Русија се повлече од тоа. Другата страна, тоест Русија, ќе дојде повторно на маса. Турската морнарица има модерни способности за расчистување мини и поддршка од Романија и Бугарија, но наблюдувачите предупредуваат дека предизвикот со кој се соочуваат сојузниците на НАТО е значителен. Локациите и бројот на морските мини се непознати, прво треба да ги откриете. Мора да ги барате и уништите. За ова ќе биде потребно време. Британија понуди да распореди бродови за расчистување мини, но Турција, повикувајќи се на меѓународната конвенција Монтре, го блокира влезот на сите воени бродови од почетокот на војната во Украина. Како членка на НАТО, Турција ги балансира односите со Западот и со Русија и Украина во обид да стави крај на конфликтот. Аналитичарите велат дека отстранувањето на опасноста од мини е од витално значење за трговските патишта во Црното море и би било мал чекор кон таа цел.